Јас сум Дарко од Голгрин. Ние сме Сдружение за заштита на животната средина. Денеска сме тука пред основно селиšte Коен Беловски во општина Центар, дека сега го возевме велобусот низ Врвало. Заедно со неколку дечиња возевме точаци до своето училиште. Претходно возевме во други наслови, речеме Зара, речеме Кисела вода, кај што времето беше или многу ладно со вајле, или пријатно, бидејќи беше сончево вчера. Ама ниеден ден не беше како денеска. Не постои лошо време, сето само лоша опрема. Јас не сум капаница, бидејќи ова не е пупа да го правам ова. Ова не е моето прво родео. Спремен сум, за дека треба да бидам видлив кога врне дожд, бидејќи колку и да имам право да возам и на улица, ако нема инфраструктура, паметно е, бидејќи тие што возат коли не се секогаш најспремни, не гледаат најубаво, и врне дожд и на нив, на шошерната, кушниците може да им работат добро. Тоа сум спремен јас, за да возам во секое време, зиме, лето, на дожд, се едно. Целта на велобусот е едноставна. Да ги натераме жителите ги знаат своите навики. Тоа значи децата да може да слушаат. Пред се голем дел децата денеска и вчера и завчера кажаа дека леле ланецот не ми беше наместен, гумата беше лична, затоа ми го тера вчера да ја пумпа, со мајка ми бевме на сервис заедно. Значи самите ги излезат часите од своите гаражи, паркинзи каде да ги чуваат. Второ, родителите да видат дека не е толку страшна да дете со точак во училиште и после положат тие на работа. И трето, институциите, општина, школа, да видат кои се условите. Тоа што нивните деца не може да идат со точаци во училиште, што морат со коли да ги носат. Што треба да се смени? Дали може би фалат попчење на сред улица кој што е пред Силво, за да не спаркираат коли страните? Дали може би има висок равник за влезат во школото? Дали може би фали паркинг? Која е причината зашто тоа дете секој ден не иде со точак? Зашто треба да иде само кога има велобус? Ние возиме 4 општини Скопски, аеродром, Кисела вода, Гази Баба и Центар, плюс во Прилеп и во Битола возиме, но тоа само 6 општини. Не може на микрониво се менува секаде. Поголемата цел е правилник за велосипедска инфраструктура. Бараме Министерството за транспорт да донесе правилник кој што ќе ги заморува сите наредни градоначалници, да мора на секоја реконструкција да има велосипедска инфраструктура. Но бараме таа една точка, што притоа е неколку страни, да биде јасно и доста напишано каде што ќе пишува која ширина треба да патеката, на која висина копакол треба да биде зачегувањето, влезот, равници бидат секаде слејани, да не биде станали изведувачот да остави некаде висоправник што ќе им смета на качување, а некаде го слејан, да биде секаде унифициран дизајн из цела Македонија, да биде едноставно поврзување од точка А до точка Б училиште, безбедно и лесно може секој да стигне.